Ракометарите на Пелистер стигнаа и до втората победа во разигрувањето за титулата од Суперлигата, славејќи во шестата рунда против последно пласираниот Борец со 34-29 на полувреме 16-13. Со овој триумф Пелистер конечно излезе од црната серија, која траеше 5 надпревари, во кои битолските ракометари беа поразени. Теоретски битолчани и натаму имаат шанси за излез во Европа, но мора да добијат 3 од 4 надпревари до крајот на сезоната. Домакините одлично го почнаа надпреварот и поведоа со 5-3 и 11-9 со одлична реализација на крилните ракометари. Но гостите од Велес не се предаваа и преку Илиев израмнија на 12-12, но Николич и Шантурија го завршија првиот дел со мини серија на битолчани и на одмор се замина со 16-13. Во главно израмнет надпревар Пелистер сепак доминираше во второто полувреме, кога се создаде во последните 15 минути клучната разлика и за конечен триумф. На почетокот на вториот дел забележливо беше опуштање кај битолските ракометари, кое гостите го искористија и се вратија во резултатски егал. Во 42-та минута гостите израмнија, а 5 минути подоцна и прв пат поведоа. Следеше реакција на Пелистер и Маџовски пак погоди за пресврт. Пелистер замина на +3 со погодоците на Вујачич и Маџовски во последните 4 минути од надпреварот, пошто веќе можеше да се насети победникот. На Велешани им недостасуваше и физичка подготвеност, па во последните 3 до 4 минути пелистерци погодија во серија за финални 34-29. Во домашниот тим се истакна голманот Никола Даниловски со 15 интервенции. Ристо Вујачич даде 11 голови, додека кај Борец се истакна Ивица Илиев со 10 голови. Во овој надпревар домашните од клупата ги предводеше Кире Поповски. Поповски го зазеде местото на босанскиот стручњак Касим Каменица, кој според информациите е на боледување во својата земја, а неговото враќање во Битола се очекува на 7 мај.